Градоначалникот и советниците од редовите на ВМРО ДПМН во следниот период ќе започнат со терански активности. Започнувајќи од понеделник, тие ќе реализираат средби со граѓаните од сите урбани и местни заедници. Од партијата велат дека остануваат со намера да спроведуваат нови методи за континуиран контакт со граѓаните. Ќе им стојат на располагање на граѓаните за било какви предлози, идеи, забелешки и критики. Ние се сретнуваме со сите, и со оние кои не поддржале нас, и со оние кои гласале за други политички опции, но и со оние граѓани кои воопшто не гласале. На средбите може да учествува секој. При средбите секој граѓанин ќе добие прашалник во кој анонимно ќе може да даде одговори на неколку прашања. Дали е задоволен од работата на градоначалникот, кој е најголемиот проблем во општината што бара итно решавање од страна на градоначалникот и кој е вашиот предлог на проект што сметате дека би требало да се најде во програмата на кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН. Ваков прашалник ќе добие и секој граѓанин и секое семејство преку посетите што ќе ги извршат тимови на ВМРО ДПМН. Како во минатото, така и во иднина, вели градоначалникот Чодиев. Потребите и идеите за решавање на сите проблеми навелешани, кажани токму од нив, се насока по која што ќе се работи. Уредувањето на голем број улици, изградба на двата кружни текови, паркинзи, подигнување на нови зелени површини. Ова вели Чадиев се само дел од успешно реализираните проекти досега, а кои биле иницирани од страна на граѓаните. Посебно горди на изградбата на индустријските зони и вработувањето на повеќе стотици наши сограѓани во истите. Овде нема да ги напоменувам постигнатите прашања и сугестии што ги решаваме секојдневно низ директните контакти со нашите сограѓани. Истовремено чувствувам особено задоволство да соопштам дека на неполна година до крајот на мандатот имаме реализирано огромен процент од нашата изборна програма кој што ќе сообштиме на една од следните пресконференции. Кога ја започнав изборната трка заедно со мојот тим, реков дека сите 117 понудени проекти се наоѓаат на обични листови хартија, но дека тие се врежани во мојата свест, во свеста на мојот тим, се до нивното реализирање. Денес најголемиот дел од нив се веќе завршени. Првата средба е закажана за во понеделник, најнапред со представниците на урбаната заедница Славе Петков, а потоа и Трајче Панов.